Представници на управниот одбор на фудбалскиот клуб Осогово денеска се собраа пред собранието со цел да добијат одговор на прашањето дали и кога ќе ги добијат ветените 250.000 денари еднократна помош за да можат да го запазат рокот за уплата на котизацијата во висина од 493.000 денари, кој истекува на 10 јули. Овој драматичен потек на управата најдобро ја отсликува ситуацијата во клубот пред стартот на подготовките за новата сезона во втората Лига Исток и практично е најава како истиот ќе функционира. Првиот човек на клубот, Бранко Богатинов, за ова и за плановите на клубот за подготовките изјави. Околу денешниот состанок најдено е решение, така да денес ќе ни бидат уплатени 250.000, што беа обекени од градоначалникот, ќе бидат пуштени на сметката. Остатокот исто најдено е решение, така да котизацијата ќе ја уплатиме навремено према Фудбалската федерација на Македонија ќе бидеме раздолжени. Према буџетот кој го имаме на располагање, ние сме, може да речеме, едни од најслабите со буџет од сите второлигаши. Така да целта ќе ни биде да останеме у втората лига. У дело на финансирањето, вратите се отворени на клубот за кој е заинтересирано. Во услови кога со мака и во последен момент се собираат средства за котизација, може само да се претпостави како ќе функционира клубот во преодниот рок и за време на подготовките, бидејќи финансирањето останува нерешлив проблем. Средствата од општината ќе бидат недоволни, а потенцијалните спонзори се незаинтересирани за маркетичка соработка со второлигашот, што остава сериозна финансиска дупка која нема од каде да се пополни. Па сепак првите луѓе на Осогово не се предаваат и најавуваат ангажирање на засилување и создавање тим кој ќе може да одговори на потребите, односно на предизвикот на втората лига.